Кога зборуваме за одговорно и транспарентно собрание, најважно е да се направат три главни поенти во таа тема. Првата поента би била одговорноста за секој напад сторен врз собранието, кој што треба да се прогласи како, да се идентификува како вистинско кривично дело и да се нарекува со вистинското име. За жал тоа не го видовме во овие настани, последни настани што се случија во нашето собрание и мислам дека тоа е најважната поента, бидејќи секој напад кон највисокиот демократски дом во едно општество мора да биде соодветно осуден и казнет. Тоа е најважната работа. Втората работа е што парламентот, за да биде одговорен пред граѓаните и транспарентен, мора да ја гарантира сигурноста на граѓаните. Правната сигурност на граѓаните не се гарантира со прогласување на закони, со гласање на закони, како што тоа го покажуваат статистиките на МОС, од кои што 70% на законите се донесуваат со скратена постапка и имаме ситуации кога 40 закони се донесени на ист ден. Тоа значи дека граѓаните немаат правна сигурност и дека не знаат точно во кое време што е забрането, што е дозволено во една држава, бидејќи едноставно не може да ги следат сите законски измени. И третата поента која што е многу важна е исто така вклучувањето на граѓаните во донесувањето на законите, бидејќи треба да има повеќе јавна дебата, повеќе дебата и во самото собрание, меѓутоа и јавна дебата во врска со законите кои што се донесуваат и експертската јавност да биде повеќе вклучена, не само формално, туку и реално и во работата на собранието и во донесувањето на законите. Македонија е парламентарна демократија. Во парламентарна демократија клучна улога има парламентарното мнозинство. Парламентарното мнозинство си бира свој председател на собрание и тука нема ништо невообичаено, ниту пак нешто што се коси со законитоста или со уставноста. Така што тоа беше редовен процес, иако направен во некои поинакви услови од колку што би очекувале сите ние, сепак тоа беше нужност, бидејќи немаше на кој друг начин да се воспостават тие демократски процеси кои што се клучни за уставноста и законитоста на земјата.